Здруженијето Здрава Котлина ги предаде подписите за иницијативата Спас за Струмица, со која бараат референдуми во општините Босилово и Ново село за рудникот Иловица Штука. Граѓанските активисти се сретнаа со првите луѓе во општините и побараа итни седници на советите на кои ќе распишат референдум. Се сретнавме со градоначалниците и председателите на советите и имавме увид директно со нив, во ситуацијава што се случува моментално со ова горливо прашање што се заканува наша Струмичка котлина, видовме дека има позитивен пристап од нивна страна и видовме дека има слух, за народот, потребите за народот. Видовме дека и тие се случуваат со притисоци, во добар дел и неоправдани, може да кажеме, така да се договоривме дека ќе соработуваме, имаме и конкретни чекови договорени, општина Босилово ќе закаже седница на 20 јули, ова е четврток, кај што ќе се дискутира на оваа тема и после тоа наредната недела ќе имаме и во општина Ново село. Видовме дека постои интерес за соработка и тоа ќе ни биде позитивен импулс понатаму заеднички да соработуваме во насока на се оно што би значило јавноста да може да си каже она што сака, дали сака рудници, дали не сака, да се чуе гласот на народ. Очекувате работите да течат онака како што сте планирале од иницијативата? Да, дефинитивно видовме дека заеднички можеме многу повеќе и во таа насока ги поздравуваме чекорите од кои што ги видовме од локалната самоуправа. Градоначалникот на Босилово Љупчо Кулев вели дека општината ќе соработува со граѓанските активисти и ќе овозможат жителите на нивната општина да се изјаснат за работата на рудникот кај Иловица. Ние како општина ќе се потрудиме правно да ги насочиме како оди таа процедура со цел да ги сузбиеме сите гласини дека некој е за или против, дека некој ја кочи таа постапка. Мислам дека, така да се изразам, таа магла денеска ја растеравме, не знам луѓето од Сдруженијето ќе се го кажат своето. И крајно беше, дури од страна на општината и на мене како градоначалник им беа предложени 3 можни датуми за одржување на референдум. Тоа се датумите 3 септември, 10 септември или 17 септември, бидејќи мора да биде во недела според законските прописи, со тоа што им беше укажано на сите аспекти и зошто е даден тој размах толку, бидејќи има регулатива според која од правосилноста на одлуката која евентуално би ја донел Советот, референдумот може да се организира од најмалку 25 до најмногу 40 дена од датумот кога одлуката е важечка. Исто така им беше напоменато дека целокупната постапка околу одржувањето на референдумот согласно законските прописи ја има општинската изборна комисија и затоа, како што напоменав, покасно на состанокот беа вклучени и председателот на општинската изборна комисија, дел од членовите на општинската изборна комисија кои се вработени во општинската администрација. Доколку се распише референдум во Босилово, тој ќе биде 5ти во југоистокот, инициран од граѓанските здруженија за отварањето на рудници во регионот.